Добре, криптоентузијасти, денес ќе ги направиме посебно видео за Трон. Може да погледнете. Како што ветивме, значи ова е последен од вториот циклус на значи валути за кои што гласавте, со тоа што гледате дека по 4 постепено работиме на оние проекти кои што се да речем во топ 100, кои што се едни од најдобрите и можеме нели на тој начин да видиме што се да речем потенцијалните проекти кои што може да ги инвестирате моментално, така да на тој начин ќе ви помогне едноставно да видите што е добро да имате во вашето портфолио и нормално на овој начин ќе може повеќе да истражувате и самите себе си, со тоа што ние ќе ви дадеме некој основно познавање на тоа што моментално има во криптосферата. Со тоа што повторно, значи ги бираме оние најдобри проекти моментално затоа што се наоѓаме се уште на практично самото дното на bear маркетот и не сакаме да брзаме, така да ги преземаме прво најдобрите програми, мислам проекти, а потоа нели ќе поминеме и на оние кои што има помал маркет кап. Со тоа што Трон е еден од најголемите, со тоа што самиот по себе кога би го погледнале како екосистем, со оглед на фактот дека и Трон е нели екосистем на смарт контракти, значи истиот е на 7-мо место по големина според Market Cap на смарт контракт платформите категоријата сама по себе, додека доколку погледнеме моментално каде се наоѓа на CoinGecko, истиот по големина е на 18-то место, значи 7-мо место по екосистем и 18-то место по вредност на Market Cap воопште не е лошо. Со тоа што сега ќе поразговараме детално од секој аспект, знаете и сами како и секогаш, значи листата е иста. Оние кои што гледале едно видео за проекти, исто како да ги гледале нели сите, со оглед на фактот дека користиме ист, да речем, број и на критериуми и исти критериуми со цел да ги испоредиме овие проекти кои што моментално ги работиме. Така да пред да продолжиме, само ќе напоменам уште еднаш дека на нашиот канал се уште може да гласате за следните 4 коини кои што ќе можеме да ги анализираме на овој начин. Со тоа што треба да отидете на Community Tab на нашата страна, на нашиот канал и да гласате за оние 4 кои што ви омилите. Со тоа што ќе почнеме со фундаментите, во однос на тоа, нели, кога е основан и слично, па потоа ќе преидеме на сите овие точки како што знаете и сами. Нели, како ќе работиме, така ќе ги представам точките, оприлика веќе сте запознаени со принципот на работа во однос на истражување на нови проекти. Така да во оваа ситуација, прво што треба да спомнеме е неговиот креатор, значи на Трон, а тоа е Justin Sun. Знаете и сами дека Justin Sun е еден од пионерите во оваа сфера. Истиот е уште пред 2017 година во различни проекти, со тоа што во оваа ситуација 2017 година го креира TRX, односно Трон, како ERC20 токен на Ethereum мрежата, а потоа во 2018 година создаваат свој софтвер, односно свој блокчейн, и истиот сега веќе има своји токени, затоа што истиот е и, нели, како што рековме, смарт контракт платформа, и токените се TRC20, значи ERC TRC20, со тоа што TRC, со тоа што и TRC20 токените се комплетно компатибилни со ERC. Тоа е многу паметно, слично на идејата на BNB, односно секој од овие проекти може со многу мал напор да се префрли на TRX, значи блокчейн, нели, смарт контракт платформата. Сега, значи нема многу коини, нема многу токени кои што моментално се развиени на овој екосистем. Главниот е BitTorrent, ќе поразговараме малку за него затоа што е многу битен дел од целиот овој екосистем. Ова е Justin, претпоставувам според нели креаторот, USDC, USDT и има NFT платформи исто така. Сега имаше неколку луѓе кои што ме прашаа за Ape NFT. Значи, ако се сеќавате, многу од вас го има овој токен затоа што има BTT. Значи, доколку сте имале BitTorrent токен, го имате добиено и Ape NFT токенот, затоа што ќе поразговараме за тоа каде може, се уште не гледам некоја голема примена, барем нели ќе поразговараме каде може да го видите. Сега, значи, прво што мораме да поразговараме за самиот Трон екосистем е неговата структура и како истиот изгледа. Значи, Трон самиот по себе е Proof of Stake, но е Delegated Proof of Stake, значи не е, например, како Cardano кој што има безброј нодови. Овде ќе имаме само 27, со тоа што секој од овие Delegated 27 нодови, за секоја трансакција, блок на трансакција кој што ја запишува, добива по 32 TRX коин. Сега, тоа значи дека вие може, значи не мора да имате нод, но може да го стейкате, односно да го делегирате вашиот Трон на некој од овие делегирани нодови, со тоа што проблемот е што за да имате нод,
многу бар, значи едноставно еве сега ќе ви покажам. За да имате еден нод, моментално треба да имате компјутер со 16 cores, 32 гига RAM, само момент, не знам зашо го затвори. Каде отиде? Да, 32 гига RAM, 1 тера да имате, нели, празен простор, со тоа што проблемот во целата оваа ситуација е што овој компјутер треба комплетно да ви биде блокиран и предаден на TRX мрежата, затоа и нема многу такви, со оглед на фактот дека само 27 се користат во едно време. И сега интересно од целата ситуација е што од овие 27 на секој 6 сати се прави фактички гласање за тоа кои ќе бидат новите 27. Што значи овие 27 не има загарантирано местото, туку во однос на тоа, нели, како делегирате, вие може и да гласате за тоа кои ќе бидат новите 27 на секој 6 сати делегирани TRX нодови кои што ја регулираат целата мрежа, односно они се сигурноста на мрежата и они ги запишуваат сите трансакции. Така да, по оваа ситуација, значи можеме да видиме дека е Proof of Stake, што е доста добро, знаеме и сами дека Proof of Stake сами од по себе, еве гледате овде, значи на 6 сати се бира нови 27 нодови од овие кои што ги исполнуваат, нели, фактички овие услови, со тоа што да не забораваме дека за да правите нод ви се потребни 10.000 трон токени, тоа го имаше овде. Значи ова само генерално ви кажам како тоа изгледа. Значи само не може да најдам за жал. Како и да е. Значи со сигурност ви се потребни 10.000, мислам дека ова беше овде. Потребни се 10.000 трон токени и овие перформанси е овде. Значи за да имате ваш валидатор, потребни се 10.000 токени TRX и да ги имате овие перформанси на вашиот компјутер, со тоа што, значи само запишете ако сакате веќе на пример да имате свој нод, запишете како може да станете да имате свој валидатор нод на TRX мрежата. Многу едноставно, мислам не е едноставно, него ќе може фактички да го поврзете вашиот компјутер да го прави ово ваше име, со тоа што, нели, овие 9000 трон треба да ги заклучите фактички за да бидете валидатор и на секој 6 сати фактички бира нови валидатори за тоа кои ќе бидат овие 27 кои што се направуваат за запишување на транзакциите. Сега, тоа е генерално основата што треба да знаеме, значи доколку погледнеме овдека, јас малку избрзав со оглед на типот на блокчейн, но тоа е поентата кој што се сеќавате. Секој од овие кои ни мораме различно да го објаснуваме со оглед на фактот дека различни типови на блокчейн технологија, различна користење, значи затоа буквално ги пополнуваме информации како што стигнуваме, со тоа што оваа ситуација, значи типот на блокчейн го објаснивме, тоа е Delegated Proof of Stake, значи само со одреден број на мал број на нодови кои што се гласани постојано и моментално вие фактички може да ги назначите вашите фактички трон токени за да добивате стейкинг од ваквите нодови, со тоа што значи чисто да напоменеме кој работи во однос на тој дел, значи може во било кој време вашите TRX токени да ги стейкате, ова се основните работи кои што ви се познати да знаете, например, колку фактички моментално ќе добиете, а тоа е во просек добивате отприлика 3,6% на годишно ниво, со тоа што имаме инфлација од 2%. Тоа значи дека на годишно ниво 2% нови токени се произведуваат кои што се даваат како награда на овие delegated нодови за да ги запишуваат и понатаму новите трансакции, што значи дека се уште, иако има инфлација од 2%, вие сте, за разлика од наградата која што добивате, барем 1,6% во профит, со оглед на фактот дека, нели, добивате повеќе 1,6% од инфлацијата 2%, така да, нели, барем сте во позитива со стейкинг доколку држите трон на подолг временски период, со тоа што 44,8, скоро 45% од токените TRX се заклучени. Сега, значи во однос тоа како може да правите стейкинг, значи нормално има повеќе начини, со тоа што може тоа да го направите на менувачница, значи потребен ви е минимум 1 TRX и 72 часа локап период, истото и кога ги отклучувате. Значи во оваа ситуација имате 3 дена во кои што не може да ги користите токените во оној период кога се замрзнати пред да бидат влезени во стейкинг и пред да излезат од стейкинг. Во превод, ако сакате да ги заклучите, првите 3 дена не добивате награди, а ако сакате да ги отклучите, последните 3 дена фактички мора да чекате додека истите бидат отклучени за да може да ги пратите или да, нели, да продадете, да ги размените што и да планирате да правите, со тоа што може да ги стейкате на централизирана менувачница, што не препорачуваме, повторно, со оглед на фактот дека вашите токени се заклучени, ако било што се случи,
голема е шансата дека никогаш нема да може да ги извадите, толку пример менувачица да пропадне, секогаш постои ризикот дека централизирана менувачица може да пропадне, а со тоа да пропаднете вашите токени. Додека може тоа да го направите со делегирање на валидатор. Сега, јас лично препорачувам со оглед на фактот дека јас поседувам Ledger. Значи, ако имате ваш Ledger и ако поседувате Tron, може да го направите тоа преку Ledger. Само запишете Ledger Staking TRX и ќе ви го даде оваа страна, каде што буквално ви кажува поред како да ги заклучите вашите токени. Истата ситуација е, значи ќе ги заклучите 3 дена ви се потребни кога ќе бидат замрзнати, после тие 3 дена фактички ќе почнете да добивате staking rewards, со тоа што, како што кажавме, значи staking rewards веќе ви покажавме колку треба да бидат, исто така може и да гласате. Кога веќе ви се ставили на стейк, може да гласате на секој 6 часа за да помогнете на одреден валидатор да добие место помеѓу овие 27 валидатори, посебно со оглед на фактот дека вие заклучувате кај еден од овие валидатори, така да добро е да гласате, доколку сте заклучиле кај некој да му помогнете да биде еден од овие 27. Како и да е, значи, гледате, Claim your rewards, значи буквално на самата Ledger апликација ќе ви даде копче со кое што може во било кое време да си ги повлечете. Гледате, значи ќе ви даде колку моментално имате награда, кликате и ви се враќа назад на самиот wallet, ќе ви биде депониран на TRX walletот кој што е дел од самиот Ledger. Така да тоа е во однос на staking, тоа е добра работа со оглед на фактот дека добивате пасивна заработка додека вашите коини само стојат. Сега, мислам дека овој дел доста добро го објасниме сега за сега. Да, битна работа во оваа ситуација која што мораме да забележиме е дека освен тоа што е proof of stake, истиот има брзина од 2000 трансакции во секунда, што генерално го прави доста брз. Значи, знаете и сами во споредба со 15 трансакции во секунда на Ethereum, 2000 е доста добра бројка. И да не забораваме исто така самиот блокчейн, значи TRX има и своја virtual машина. Само што не е Ethereum, туку е Tron Virtual Machine, TVM. Значи, конструкцијата на самиот Tron е многу блиска до Ethereum, затоа и како што рековме, значи многу едноставно е да се променат од ERC20 во TRC20 и само што како што можеме да видиме, нивниот екосистем е доста мал. Значи, не гледам многу проекти, но интересна работа што мораме да спомнеме е само мислам дека најав како значи околу веќе разговараме за овој дел, само да го најдам тој дел. Не можем да го најдем за жал, како и да е. Значи, моментално Tron, според најновите информации, представува трет по големина екосистем кој што поседува количина на стейблкоини. Односно, големината на маркет капот на стейблкоини, кој што е заклучен, кој што се моментално е на TRX мрежата, е трет по големина во целата криптосфера, верували или не. Што мене ми е стварно неверојатно, со оглед на фактот дека повторно ќе напоменеме дека главните проекти кои што моментално ги имаме во екосистемот, можеме да погледнеме дека се TRX, BTT, односно BitTorrent токените, USDT, USDC, овие JST се уствари Justin не е ни битно, но USDT и USDC има исто така нормално своји токени овдека моментално, истите се, може да бидат користени на Tron мрежата и во оваа ситуација, значи користењето на овие два токена, верувајте ми, значи ја не може да си верувам. Трет по големина екосистем по поседување на стейблкоини. Има нешто што ја не можев да го најдам, зошто е тоа така. Ако некој знае, ќе замолам одговорете во коментар, јас сакам да знам исто така. Значи не можев да најдам информација зошто моментално Tron има, значи трета по големина количина на стейблкоини на својата мрежа. Кога нема токен. Значи, реално, јас го разгледав тоа, значи Tron екосистемот, ако погледнеме, реално има некој мал број на проекти. Со тоа што овдека, поделени се во различни зони, имаме 5 DeFi проекти, GameFi 5, NFT 6, значи ова не е ништо. Стейблкоини, TUSD, тоа не е ни ставен во главната, USDC, USDT, USDD. Значи, сега, интересно од целата оваа ситуација и кросчейн, ова е уствари самиот Ethereum, ова ќе поразговараме за Huobi, голема веројатност дека ќе има голема поврзаност помеѓу нив два сега за сега. Со тоа што дури на втората страна која што ја најдов, можеме да видиме колку моментално учесници, односно колку моментално корисници има. Значи Justin Swap кај што се користат, уствари ако не се лажам овдека беше, Just, да. Ова се токените, ако не се лажам се користат овдека, тие Justin Swap, Just. Значи, прост пример. Гледате колку корисници моментално има. Ова децентрализирана менувачница очигледно има 7500,
ова се некои, да речем, моментални, затоа со оглед на фактот дека оваа страна ги собира моменталните оние кои што ги користат оваа апликација, ама апликациите овдека гледајте. Значи, ова е единствената која што има некоја поголема корисност, другиве се по 300, по 20 корисници, што ова не е ништо. Иако може да погледаме дека има некои проекти, но бројот на корисници на овие проекти на Tron се смешно. Еве, 1600 корисници, останатите има по 7 корисници. Како и да е. Значи, оно што сакам да кажеме дека генерално, очигледно Tron е направен со цел за овие масивни проекти. Значи, како што ги покажаме оваа ситуација овдека, значи има некако поврзано со самите стейблкоини. Не знам дали стейблкоините го користат поради некоја, дали фито е во прашање, стварно не знам која е причината. Како и да е. Значи, идејата на Tron, според нели, она што го кажува Justin Sun, е децентрализирање на интернетот. Да не да се лажеме, значи тоа е многу потребно, со тоа што они кажуваат дека Tron представува платформа на која што луѓето можат, значи да фактички да пласираат своји информации, верувам, нели, без разлика дали е тоа информации, видеа, не знам, вести што и да е, кои што директно, нели, профитот доаѓа за нив, за разлика од централизираните социјални мрежи, каде што едноставно вие добивате можеби една ронка од тој профит. Значи тоа е идејата на Tron, со тоа што јас искрено не гледам некоја голема работа како тоа го прават, освен преку купување на BitTorrent. Значи нивната идеја е одлична, јас се слагам со тоа дека навистина потребно е да имаме промена во она Web 2 во Web 3. Значи идејата на Tron е уствари да се придвижиме конечно кон Web 3, каде што ќе имаме децентрализирање на интернетот и каде што нема се да биде поседувано од, не знам, 3 конгломерати како Google, нели, во случајов Meta и слично. Така да тоа е добра идеја, но не гледам дека ќе прават нешто посебно околу тоа. Сега зошто го кажувам ова? Значи, главниот дел на кој што тоа го прават, значи е преку BitTorrent. Односно, BitTorrent, ако знаете што е, и BTT токените, значи уште од самиот почеток кога BitTorrent ги воведе BTT токените и го направи ова да биде блокчейн, фактички, значи Justin Sun го купи BitTorrent. Моментално BitTorrent е поседуван од Justin Sun, така да може да му благодарите за постојањето на BitTorrent, сите знаеме зошто. Нели? Со оглед на фактот дека you can't beat the Slavs, да сме живи и здрави, се додека BitTorrent постои и сите ќе бидеме среќни. Не можеме да кажеме официјално зошто, нели? Тоа е забрането, но тоа не го менува фактот дека постои и е легално, и тоа не само што е легално, туку дополнително на сето тоа, значи да не забораваме. Ова е поседувано од Justin Sun и работи напоредно со Tron. Значи BitTorrent моментално и BTT, самиот блокчейн, е изграден како еден од токените на Tron мрежата, со тоа што BitTorrent, доколку некој од вас користи, не велиме дека користи, доколку некој од вас користи и не само што доwnloadира, туку истиот и ги сидува оние работи кои што ги доwnloadира, знаете и сами тоа што зборувам, не може да ви објаснам како се користат торенти, со оглед на фактот дека не е дозволено, но не го менува фактот дека доколку сидувате, значи BitTorrent, значи само запишете BitTorrent, BTT и ќе ви даде како моментално за оние видеа кои што ги сидувате, а вие не го правите тоа, пошто ние сме сите, нели, легално на интернет. Значи, доколку вие сидувате, или оние кои што го прават тоа, ќе добијат BTT награди. И сега, многу едноставно, значи, на самиот BitTorrent апликација, која што ја имате, треба да поставите, че овдека точно ви пишува, значи, во 3 чекора, како да го направите тоа, и фактички автоматски добивате и ваш wallet, на кој што добивате BTT токени за сидување. На тој начин, уствари, се обидува многу повеќе да одржа мрежата на непостоечка пиратерија, каде што секој сидува фактички фајлови и имате причина зашто да го правите тоа. Претходно немаше причина, затоа луѓето и не го правеа. Од денешно време, многу повеќе луѓе го прават со оглед на фактот дека добиваат BTT токен за возврат, за тоа што фактички подолго ги држат овие фајлови со цел да прават seeding. А што е seeding и што се торенти, може да погледнете кај некој друг, јас не можам да ви го објаснам тоа. Нели? Како и да е, уште еднаш ќе кажам, you can't beat the Slavs, значи да сме живи и здрави. Многу сме среќни што постојат апликации како BitTorrent и како uTorrent и се што е со торент. Моментално Ape NFT, она што верувам дека многу од вас го имаат, оној токен кој што има некоја небитна, не знам,
количина воопшто, значи цената му е никаква, но она што го најдов е дека Ape NFT уствари поседува своја апликација како една од апликациите, односно како токен на TRX мрежата. Со тоа што овдека можеме да видиме дека Ape NFT, ако не се лажам, може да биде користен за Create NFT. Односно, во однос на моментот како може да направите свој NFT и верувам дека Ape NFT, оние токени кои што ги имаме, ќе ви помогнат во плаќање на фито. Не сум седнал да разгледам, поради тоа што не е многу битно, но она што сакам да го покажеме дека Ape NFT е уствари најголемата NFT marketplace на TRX мрежата, со тоа што како изгледат, значи може да видите овде дека ова се завршени pre-sale продукти на кои што вие сте можеле да купите ваши NFT, значи има фактички кутии во кои што може да ви даде некаков тип на NFT, че малку ми е детски овој дел, затоа и многу не ми се допаѓа, но чисто да ви обяснам како изгледа. Значи моментално е пример на Ape NFT, може да купите во Tether $10 кутија која што може да ви даде еден од овие NFTs, значи пак ова се сликичиња за жал, тоа е реалноста, со тоа што гледате, значи може да купите 500 максимум и во секој од нив ќе ви даде фактички некој од овие ќе може да ви се падне некој од овие NFTs кои што имаат различна цена, со тоа што секој од нив има и различна нели практично вредност. Значи гледате, некој од нив се значи што може да ви се падне, со тоа што секој од нив има, гледате, овдека различна цена која што моментално се продава, не сум се интересиран за NFTs, искрено да ви кажам право, посебно не за сликичиња, значи мене многу повеќе би ми се допаднало кога сето ова ќе стане токенизација на недвижност, токенизација на ствари, токенизација на, да речем, харти од вредност, тоа ќе има многу повеќе голема вредност за мене и многу повеќе ќе обрне внимание. Сега за сега, кога се уште е ова арт сфера, не ми се допаѓа нешто посебно, искрено да кажам, но како и да е, тоа е поврзаноста на оние токени кои што ги имаме, кои што верувам дека може да ги искористите овдека во Create NFT, каде што Create NFT фактички ќе треба да ги искористите истите за да може да изминтате нешто. Сега ова не се разбирам толку многу, значи потребен ви е wallet, каде што ги имате овие, од кога ќе ги добиете овие, значи кога ги имате овие токени и користите за да изминтате нешто како NFTs, значи тоа ќе треба да правиме посебно видео, искрено моментално. Поентата е дека ова е еден од најголемите проекти на Tron и дека како такви може би е добро да ги задржите ако ги имате, затоа што јас имам, не знам, милиони такви токени, затоа што имам BitTorrent и истите може да бидат искористени во случај на, да речем, да добие на вредност понатаму и TRX да порасне како блокчейн, така да имате од тоа превид и да ги имате, оставите дека ви стоат, не знаете, може ќе ви притреба. Сега, дали има други проекти кои што може да бидат конкуренција на Tron? Да, затоа и го оставив ово отворено, затоа што во оваа ситуација, ако споредиме моментално, смарт контракт платформите се со многу поголем маркет кап за разлика од Tron, кој што моментално се наоѓа на 7-о место со 5 билиони, но верували или не, овие 5 билиони не доаѓаат од BitTorrent или од, не знам, овој Ape NFT, туку доаѓаат од стейблкоин. Верували или не? Значи, трет по големина блокчейн по маркет кап на стейблкоин. Повторно, не знам зашто многу би сакал да знам, ако некој од вас знае повеќе ќе зама одговорете, значи би сакал јас да знам зашто толку голема концентрација на стейблкоини на Tron, а нема проекти, нема што да ги користите. Значи нешто има, не знам зашто, како и да е. Значи поради тоа уствари е еден од големите, поради стейблкоините кои што моментално ги има на својата платформа. И пак ќе кажам, идејата е многу добра, но се уште освен самиот BitTorrent јас не гледам начин како тоа го прави, но во секој случај, значи добро идејата е доста добра со оглед на фактот дека нема многу проекти кои што се фокусирани толку многу на децентрализирање на веб, а верувајте ми, uTorrent и BitTorrent многу работат да се децентрализирање на веб, многу. Значи мене многу ми се допаѓа колку работат на децентрализирање на веб, уште од деца, значи за разлика од Западна Европа кај што плаќаат, ние сме научени како тоа да го правиме без да мораме да платиме, со оглед на фактот дека ваков тип на проекти постојат со причина и официјално не смее да се каже дека никој користи, но нели децата во славјанските држави, не сум во Азија, во славјанските држави може да кажем со сигурност, од Македонија до Русија сме сите благодарни на BitTorrent затоа што ни помогна да пораснеме со оние работи за кои што плаќаат во западниот свет. Како и да е, ќе престанам пред да ме уапсат. Дали има апликации од реалниот свет кои што може да го заменат? Па реално, значи во оваа ситуација реалниот свет не е заинтересиран за
моментално заменување на некои од платформите. Платформите самите по себе се конкуренција на самите себе си и Tron е на доста слабо место кога би се споредувале како екосистеми, така да не можам да ви кажам дека има јак екосистем кога има два големи проекти. Тоа е тоа. И тоа вториот дури не можам ни да го рачунам како голем, пошто нели marketplace за NFTs. Може да го рачунаме ако порасте понатаму, така. Сега за сега не гледам некоја голема апликација или пак дека би го, не знам, земал некое прво, второ место у екосистем, нели, смарт контракт, тоа не верувам дека се случи, но како и да е, само по себе идејата му е добра и затоа и на вистина ако мене ме прашувате, јас се уште не можам да разберам од каде овие 5 билиони. Значи не гледам некоја голема апликација, не гледам нешто посебно да се случува на Tron за да може да го кажам. Има некои вести кои што алудираат на тоа зошто има ваков тип на market cap, но за тоа ќе поминеме сега преку вестите, нели, само да погледнеме дали има уште нешто. Сега, активен roadmap, ова е поврзано со самите вести, затоа што јас активен roadmap на Tron не постои. Единствено што успеав да најдам на Tron како нешто следно е Sea of Stars. Sea of Stars е некаков тип на апликација со која што моментално, значи Justin Sun, креаторот на Tron, си купил место на следниот лед во вселената, значи кој што ќе се случи на јули 2013 година, мислам. И 5 срекни корисници на TRX ќе бидат, нели, ама поентата што се случило веќе, значи очигледно е завршено. Како и да е, идејата е дека сега не знам како ова е поврзано, јас споминав преку се и не можев да најдам која е поврзаноста на TRX со Space програми, но ова е единственото нешто што можев да најдам како roadmap за TRX, затоа што нема. Значи, не најдов нигде активен roadmap да кажам што, например, би било следно. Значи, работата е, идејата е дека, нели, ќе се користи, нели, блокчейн технологијата и во иднина, во однос на, нели, освен тикет, ја одека ништо друго не видов. Значи, да, во ред, нели, платено неколку луѓе да отидат во вселената, но не видов никако како тоа е поврзано со TRX директно, тоа е само лотарија, значи тоа не е поврзано со вашата технологија со вселената, но како и да е, roadmap не најдов. Ако некој најде, ќе замолам исто така, оставете го во порака и јас би сакал да знам. Значи, последен roadmap е од 2019 година, нов нема, не сум видел нигде. Единствено што можам да го кажам како roadmap е дека Tron, како што можам да видам, доста работи на CBDCs. Значи, моментално Доминиканската република не само што го зема Tron за создавање на свој коин, како CBDC, туку и Tron и сите негови, значи, коини кои што се на Tron, моментално се признаени за legal tender во Доминиканската република. Legal tender, односно може, ако некој ги, нели, сака да тргува, вие да разменувате добра, легално, во замена за овие токени. Во превод исто како што е биткоин, например, во Ел Салвадор, така Tron и неговите токени, како што се BTT, како што е JST, значи да ги користите за размена во Доминиканската република, со тоа што ова не е само толку, значи сега вака. Поврзаноста во оваа ситуација, значи дојде една, да речам, румор, буквално така речено, тоа беше негде на крајот на 2022 година, дека Justin Sun, затоа што е еден од најбогатите луѓе во светот, планира да купи Huobi, која што е една од поголемите менувачници во криптосферата, со тоа што купување на Huobi од страна на Tron ќе му даде уште подобра позиција на криптопазарот, со оглед на фактот дека во тој случај Tron ќе има на некој начин свој дом, се разбираме. Но тоа се уште не е официјализирано, но во моментот кога се објави ова, дека се очекува, значи цената на Tron доста рипна. Сега интересна работа како тоа е поврзано. Значи моментално Доминиканската република соработува и со Huobi и со Tron. Значи уште еднаш ви покажува дека има поврзаност, со тоа што ова е исто така нова вест. Само да најдам кога, значи пред 30 ноември. Така ова е, значи после идејата дека Justin Sun ќе купува Huobi, излегува само еден месец подоцна на 30 ноември вест во која што моментално Доминиканската република поседува своја валута DMC или Доминика, која што ствари представува DID, значи вака ќе биде DID, која што представува CBDC на Доминиканската република. Сега, во оваа ситуација, значи не само што и користи DID, туку и користи значи токените на и коинот Tron како legal tender. Така да во оваа ситуација имате некои
поврзаност помеѓу Трон и Huobi, кој што се гледа во CBDC проектот на Доминиканската република, преубаво место, морам да ја кажам, значи сум бил неколку пати таму, одлично. Значи немам зборови. Како и да е, значи тоа е добро, значи како вест со оглед на фактот дека гледаме дека Трон моментално работи на CBDC, а има уште една вест дека Трон работи на CBDC, а тоа е многу нова вест во која што и Сан Мартин има некоја поврзаност со оглед на фактот дека Доминиканската република и Сан Мартин исто така одлично место, преубаво, мада има доста црнци, но летно време, значи нема зим, како да ви кажам, само плажи на сите страни. Како и да е, значи поврзаноста дека и двата се острови во Карибите, со оглед на фактот дека Сан Мартин е холандски остров, додека Доминиканската република е независен остров, е на некој начин голема разлика, но се во Карибите, така да верувам дека и поради тоа има поврзаност што и Сан Мартин сака да го аdoптира Трон како легал тендер, но сега овдека на некој начин се подигнува дебатата, доколку тоа се случи нормално, ќе добие на вредност самиот Трон, сега моментално се случува ова, се уште не е официјално, значи 24 јануари, ова е само пред неколку дена, значи моментално се во преговори фондацијата Трон заедно со Justin Sun и Сан Мартин за тоа дали ќе се случи или не. Значи гледате, дури и се очекува да имаме пик на цената со оглед на фактот дека цената моментално е 0,06, да достигне до 0,09 доколку ова се случи, а тоа е некои добри 30% нагоре, како и да е, не значи дека ќе се случи, но интересна работа што е. Затоа што ова се уствари оние Антили, каде што спаѓаат и ABC островите, Аруба, Бонер, Курасао, исто така одлични места. Значи, доколку некој од овие земји го превземе Трон како легал тендер, автоматски, за тоа што се колонии на Холандија, би требало и во Холандија да биде легален тендер, што е интересна работа ако се случи, затоа што на некој начин пак ќе кажам, без разлика дали е Трон, дали е Биткоин, дали е Етериум, дали е не знам што, битно е дека на крајот од денот помага во аdoптирање на криптовалутите и колку повеќе криптовалути се аdoптирани, толку подобро за целиот криптопазар. Така да ова е на некој начин добра работа. Значи, од roadmap, оно што можеме да заклучиме со оглед на фактот на последните вести е дека Трон работи на CBDC проекти, очигледно во Карибските острови, и тоа е на некој начин добро затоа што сакате или не, пак ќе кажам, значи традиционалните финансии и криптопазарот мора да се измешаат. Како ќе биде тоа направено, останува да видиме, со оглед на фактот дека тоа ќе зависи од регулативата која што доаѓа, но мора да биде направено, значи нема бегање. Не можеме да направиме следен чекор во кој што ќе добиеме солиден профит доколку не преминеме преку регулатива и комбинација со традиционалните финансии, затоа што ако очекуваме дека истите ќе престанат да постојат, тоа нема да се случи. Сега, тоа е во однос на вестите, значи тоа се доста битни вести, големи, и тоа се доста нови вести, со оглед на фактот дека моментално, само момент, последната вест ја поминавме, Justin Sun, само ми е потребно и Grayscale. Grayscale. Значи тоа е последната работа која што сакам да поминем од вести, пред да поминеме на следниот дел, а тоа е да погледнеме каква е ситуацијата на Bull и Bear, односно техничка анализа кратка. Многу битна работа која што исто така, значи не смее да ви помине, е поврзаноста на Valkyrie фондот, во кој што Justin Sun е еден од најголемите собственици на истиот, а Valkyrie е Bitcoin ETF Futures фонд, кој што моментално сака да го превземе Grayscale Bitcoin Trustот, и тоа истиот да го превземе со целосна контрола со оглед на фактот дека истиот сака да внесе повеќе од 1 билион, а тоа е уствари колку моментално должи самиот DCG, значи не го заборавајте тоа. Така да тоа ви покажува која е големината на овој човек. Че овој човек на вистина има многу пари. Така да она што го прави, иако е малку детски, инвеститорите не сакаат со оглед на фактот дека е неорганизирана целата работа, значи е доста детска целата работа на Трон, ама беше кога има 30 години, како да ви кажеме, доста млад и не се брза нигде, но тоа не го менува фактот дека е еден од најголемите луѓе во не само криптото, кои традиционалните финансии и на вистина поседува доволно пари. Че они понуди 1 билион со цел да му биде дадена контрола, да биде фактички директор на GBTC фондот, со тоа што истиот нуди дека ќе го промени, дека нели ќе намали онаа 2% практично да фи кој што го наплаќаат за одржување на овој фонд, да сите оние кои што имаат дел од фондот. Така да во оваа ситуација, значи ако тоа се случи, во случај да се случи најцрното сценарио со DCG, Justin Sun може да истапи
да ја плати оваа сума и да го преземе GBTC фондот, што би било многу голема вест за TRX. Значи не од аспект дека некако TRX ќе биде, не знам, поврзан со сето ова, туку од аспект дека TRX и Tron самите по себе со оглед на фактот дека се првиот продукт што Justin Sun го поседува. Значи во оваа ситуација истите се веднаш ќе добијат на вредност. Значи тоа е стандардна работа. Шпекулација, кога некој што поседува нешто, сега Виталик на пример да купи, не знам, дел од Тесла, поради веста, Етериум ќе порасне. Тоа е стандардна работа, секогаш се случува, така да имате го тоа предвид. Сега во однос на техничката анализа, значи не може да кажам ништо повеќе од тоа дека е многу блиска на онаа која што имаше слично на Ethereum, слично на Bitcoin, слично на Ripple. Односно, оној циклус во кој што имаме прв врв кој што е воспоставен во 2018 година, кој што успеал да достигне 21 цента, иако погледнеме нагоре имаме блоw топ до 35, но 21 цент со тоа што не успеал да го побие во последниот во 2021 година, достигнал негде околу 18 центи и сега моментално се обидуваме да го завршиме овој огромен триаголник. Зошто го велам ова? Ако го погледнете Bitcoin чартот во 2018 година изгледа исто на овој начин како што тоа е ситуацијата и со Ripple, значи само да го покажеме тој дел, ќе се вратам на неделно ниво. Значи имавме огромен ваков триаголник кој што му беа потребни два циклуса за да се реализира. Гледате. Значи, гледате. Имаме два циклуса потребни, истата ситуација, и TRX, и Ripple, и... Значи, гледате. Имаме еден врв, имаме bear market, втор врв, bear market, втор врв, кој што се уште го успоставува трендот, и значи, поентата е што одека не се чекал два bull маркета, но овој првиот неуспешниот многу го прави на некој начин слично ова што моментално го гледаме со потенцијален тренд кој што пробивање на овој триаголник нагоре во следен bull маркет, ако има добри вести, може да значи многу добра работа за значи за Tron. Така да на некој начин ваквите вести како превземање на GBTC фондот, кој што е најголемиот фонд на биткоин во светот, би бил на некој начин оној катализатор кој што е потребен за да го добиеме Се разбираме? Значи, затоа и велам. Имате два бул маркети во кои што цената не успеала да пробие нагоре. Не велам дека има доста голем потенцијал, но проблемот е што потребни се случувања, потребен е roadmap, потребни се некаков тип на големи вести за да го донесе тоа. Roadmap немаме, ова е само спекулација, се уште само понуда од Justin Sun да го преземе проектот, така да додека не го добиеме тоа, јас се уште не гледам причина зошто би поседувал TRX, ја повеќе гледам причина зошто би поседувал BTT од TRX, но како и да е, секој има различен начин на размислување. Не гледам нешто толку примамливо, барем мене лично, што другите проекти не ми го нудат за да би се инвестирал во овој проект. Искрено, не гледам. Не знам за вас, јас лично за мене кажувам, сега ќе погледнеме малку и околу токеномија, значи техничка анализа, да, значи оваков тип на bull market како што се случи во биткоин, со оние еден неуспешен обид и втор на таков голем триаголник може да донесе до големи профити и тоа до воспоставување на нов all-time high и слично, но пак биткоин има движечка моќ, Ripple има движечка моќ. TRX не гледам нешто посебно што би можело да го направи тоа. Фундаментална анализа, вести од проектот го поминавме, партнерства, значи партнерство во оваа ситуација не гледам некои огромни партнерства, посебно со оглед на фактот дека Justin Sun е повеќе на не партнерство, туку дај да те поседувам, значи да те купам, како што можам да видам, и некои големи партнерства до сега не видов, освен ако веќе ги земеме во предвид партнерствата со потенцијални држави, како што е Доминиканската република и Сан Мартин, со цел воспоставување на CBDC проекти. Поврзано со кривични судски одлуки немаме ништо такво. Токеномија. Сега, тип на блокчейн објаснивме, тоа е добро, со оглед на фактот дека е POS, залиха, значи доброто во оваа ситуација што гледам моментално во Tron е тоа што нема заклучени токени. Значи 91 билион фактички ќе дојде. Да, 91 билиони. 91,8 милиони токени има моментално или билиони. Да, билиони, затоа што и последно да запрем. Добро, 91,8 билиони токени моментално, затоа е ниска цената, кога беа милиони ќе беа многу повисока. И самата посебе на годишно ниво се создава нови 2% кои што ги дава како награда на валидаторите со цел да ја одржуваат мрежата. Значи на тој начин исто функционира, тоа е добро затоа што секогаш кога имаме заклучени токени кои што се уште не се пуштени на пазарот,
тоа може да значи дамп на цената, така да во оваа ситуација тоа е доста добро. Значи, ако мене ме прашувате, барем сите токени се на пазарот, тоа секогаш ми се допаѓа. Маркет капот е сосема солиден, значи скоро 5,7, значи има колку Polkadot маркет кап, а ако споредиме, Polkadot има една од најдобрите моментално, значи само да погледнеме, 5,7, Polkadot има 7, окей, добро, неколку Polkadot, но како и да е. Значи Avalanche и Polkadot, пример, се едни од најголемите по, да речем, активност на мрежа, по нови девелопери, по нови апликации, а Tron има 5, од кои 2 се стейблкоини. Значи, како да ви кажам, и сега стварно ќе кажам, не може да разберам од каде потекнува овој маркет кап, кога не гледам некоја голема работа, нема ни roadmap, значи ја не може да најдам активен roadmap. Повторно, не велам дека е тоа лошо, може би има некои работи кои што ја не ги знам, затоа ја прашувам вас како заедница, ако знаете нешто повеќе, кажете ми. Со тоа што добро е тоа што имаме 44% од токените заклучени во стейкинг, со цел да ги поддржуваат овие делегатори, тоа е исто така добро. Кога би сакале да споредите нешто во однос на апликациите кои што ги има, може тоа да го направите на tronscan.org, тоа е уствари блокчейн експлорер кој што го посетува Тони, со тоа што и сакав да ги погледам дали е децентрализиран, е многу децентрализиран. Значи овој wallet кој што моментално го гледате овдека представува значи Wrapped TRX. Така да овие 17%, кои што 18% кои што ги гледате, се уствари Tron токени кои што се префрлени на други мрежи, односно се заклучени на TRX мрежата и се префрлени како капитал на други мрежи да бидат користени како wrap верзија на TRX. Така да во оваа ситуација ова не може да биде направен дамп. Овој wallet не може да најдам чие, стварно не може да најдам, што поседува 8,8%, но голема веројатност дека е на самиот Justin Sun. Значи најчесто многу едноставно некојаш само треба буквално да го ставите на Google и ќе ви даде чие wallet-от, доколку некој има сознание. Значи во оваа ситуација стварно пробав и не можев да најдам чии може да е овој, затоа што најчесто кога има сознание се става и име, како во оваа ситуација знаеме дека е на Binance, така. Така да не можев да најдам чии е овој wallet, голема веројатност дека овој може да е на Justin Sun, со оглед на фактот дека самиот нели креатор на Tron поседува огромна количина на Tron, така да голема веројатност дека овој е негов wallet. Но наспроти тоа, ако погледнеме, можеме да видиме дека следните wallet-и се 2,4, 1,5, еден што е стандардна децентрализација на токен, како што разговаравме претходно, се што е околу 1, 2, максимум проценти е ништо, затоа што не може да направи толку голем дамп, за разлика од ваков тип на wallet. Но во оваа ситуација е сосема во ред, затоа што тоа е уствари Wrapped TRX токенот, кој што го користи самиот протокол, самиот алгоритам со цел да префрли капитал на други мрежи. Така да децентрализацијата е сосема солидна, со оглед на фактот дека не знам чии е овој wallet. Значи без овој wallet останатото е супер. Но пак ќе кажем со оглед на фактот дека и Justin Sun има голем дел од токените, верувам дека ова е неговиот wallet. Иако не сум сигурен, верувам дека е. Сега, тоа е однос за лихата, значи мене ми се допаѓа многу. Со оглед на фактот дека нема нови токени, значи новите токени се 2% фиксно на годишно ниво, инфлација со нели токени кои што се потребни за одржување на мрежата, кои што се даваат како награда на валидаторите, колку од залихата е на пазарот целосно, колку од залихата е поседувано од тимот институциите, верувам дека ова е 8,8%, и децентрализацијата е сосема солидна со оглед на фактот дека гледаме дека сите се 2,4, 1,1 и надолу. Значи генерално мене многу ми се допаѓа фактот дека BitTorrent е дел од TRX, односно од самиот Tron екосистем, но освен тоа и работата со CBDCs, ја навистина не најдов некои огромни работи за кои што можам да бидам, не знам, презадоволен од Tron, така да на крајот од денот пак ќе кажам, ако има некои работи кои што јас не ги знам, споделете ги со мене, би сакал ја да знам, затоа што ова беше се што можев да најдам за Tron мрежата и освен тоа дека има некоја работа која што се уште не може да разберам околу стейблкоините, како трет поголемин екосистем кој што поседува стейблкоини, јас друго навистина не можев да видам што би можело да ме возбуди за овој проект и затоа искрено не гледам причина да го имам во своето портфолио. Нормално како и сите останати големи проекти, сигурен сум дека ќе има потенцијал за заработка, но јас лично не гледам причина зашто би го поседувал. Јас пак ќе кажам, че поголема е веројатноста дека би купил BTC токени или не знам, би купил. Значи само купување, ништо поинаку. Значи ние не смееме да поседуваме нелегални токени, нели? Така да би купил BitTorrent токени, но TRX не гледам причина зашто го направам тоа. Како ќе кажам уште еднаш, ова е отворена анализа, јас ви кажам што сум нашол и нели,
Како се тоа да го презентирам во однос на фактите и вестите кои што ги нашол. Ако некој има повеќе, затоа сме заедница, споделете го тоа со мене и ќе погледнам и самиот, ако сум грешка, ќе го променам своето мислење, ќе променам ако треба ќе направам и второ видео во кое што нели ќе кажам дека еве ова дојде од овој човек, ме известија, не сум го знаел, поинаку друг проект, поинакви коини и слично, така да нели ќе се поправам и ќе информирам целата јавност. Но тоа е се што до сега знам за овој проект и не гледам причина истиот да биде во нашето портфолио отворено, тоа е заклучокот на нашата анализа. Се надевам дека ви се допадна, ова беше последниот од вториот блок на коини. Само на крај би сакал дали уште еднаш да покажам каде може да направите гласање со гласањето верувам дека е се уште отворено на нашиот community tab, каде што уште е активно, значи може да гласате, 84 луѓе од нашата заедница веќе го направиле тоа. Следните коини за кои што ќе разговараме се Stellar, Quant, Monero и Litecoin. Litecoin првенствено затоа што истиот наскоро ќе има халвинг. Знаете и сами дека Litecoin е исто така POW, е форк на Bitcoin, кој што како таков има халвинг една година пред Bitcoin и најчесто халвингот значи изголемување на профитот на оние кои што поседуваат Litecoin, барем до сега тоа значише. Quant е еден и заедно со Stellar се два од ISO 20022 токените, кои што има доста светла иднина. Ќе поразговараме во однос со тоа што истите представуваат во следните видеа, нормално, постепено, со, нели, споредба на гласовите, со тоа што и Monero како, нели, најголемиот privacy coin кој што на вистина сега за сега ја води битката против државите во однос на својот протокол. Браво! Значи едноставно не може да го победат, е единствениот и најголем privacy coin кој што регулативата се уште не може никако да го победи. И нели, во однос на тоа како го правиме видеата, значи ги земаме резултатите и гласовите од ова, заедно со гласовите од страната на Криптовалути Македонија и според тоа гледаме кој од овие коини е според ваш редослед на гласање ќе биде направен во следниот период. Така да гледате и сам, го комбинираме сето тоа заедно со вести, заедно со техничка анализа, дополнително правиме понекогаш и подкасти, се со цел да направиме различен тип на материја кој што ќе може да ви помогне во вашата едукација. И уште еднаш ќе напоменам, секоја ваша контрибуција со информација, со порака, со нели, е добре дојдена. Овдека сме се до тоа да го пренесеме назад на заедницата со цел како македонци, како македонска заедница подобро се поставиме во следниот bull market. Тоа е целата идеја на нашиот канал и само вие може да ни помогнете исто да оствариме, затоа што се додека вие постоите како заедница, ќе постои овој канал. Значи каналот е бесплатен, материјата е бесплатна и вие сте тие кои што нели, ја гледате и доколку ви се допадне, очекуваме истата да ја, да речем, предадете на луѓе кои што сакаат да научат. Тоа е се што бараме како канал од ваша страна, препорака. Доколку мислите дека ова е добра материја и некој може да научи, единствено што може да направите да помогнете на нашиот канал да расте, со цел и понатаму да имаме нели нормално бесплатна едукациона програма, да го споделите со оние кои што би сакале да научат нешто повеќе за криптосферата. Тоа е се што имаме да кажеме денес, се надевам дека ви се допадна и се гледаме во текот на утрешниот ден, да се надеваме дека ќе успееме да го снимиме подкастот. Ќе ви известиме за се што ќе се работи следно во шортс како и секогаш. Пријатно имајте добар ден од CryptoGaming.